Ако сакаш, можем да ти помогнем да ја средиш куќата. Вели што побрзо да завршиме, така? Може би, јас треба да купам зимски работи пред да одам во Токио. Знаеш дека во Токио има многу снег и студено е. Во Истанбул нема да имам време, затоа велам да средам се додека сум овде. Ке ти пречи ли да одиме во некоја продавница? Да. Мислам да одиме, не е проблем. Да го земам куферот. Немој. Куферот е мој, патувањето е мое. Јас одам, ти остануваш. Има доста временска разлика со Токио, значи тоа е сосема различен свет и летот е многу долг. Пример, мајка ми премногу ке копнее по мене, ке ме сонува, ке плаче, кога ке и текне на мене, ке сака да ме гушне, но не ке може, значи како да ме гушне? Да се качи со авиони да дојде? О, не можам да замислам да ме бакне. Мајка ми ке рече остани. Ке рече не оди, остани. Нема да може без мене. Може би ке останам? Подолу има еден бутик ако сакаш да одиме таму. Во ред. Сакаш малку да прошетаме? Не си го отворила кафулето. Не е веќе мое, зошто да го отварам? Дојди, ајде да потрошиме малку пари со тебе. Може. Дојди. Може. Како е? Имало прекрасен ноќен живот во Токио. Ке го облечам за некој ноќен клуб. Да, многу е убав. Ке го земам. Ке го земам. Овој. Тогаш да го земам. Ти си знаеш. Нема потреба да купам нешто зимско, ќе најдам начин да се стоплам. Ми досади да си одиме. Во ред, Онде како подолу сакаш. има уште еден бутик, ако не си го прошетал овој дел. Ќе бидам надвор. Во ред. Што бара појрас овде? Ете, уште не раскинале. Бегај ти, само бегај. Знам ја што да ти направам. Ке ми речеш не оди, остани, не оди. Пардон. Не тагувај, ќе се смирите. Бога ми многу процветавте. Ете и времето залади малку. Машала за моите куклички, машала. Ситно сте процветале, ситно сте процветале. Мамо, како помина вечерата? Убаво ли беше?
Убаво беше, черко. Ете, јадевме, многу пријатен човек е Фатих. Не направи никаква грешка. И навреме се вративме дома. Добро. Зборувајте повеќе, договорете се. Дали ќе се венчате, што ќе правите? Нека заврши побрзо. Не, черко, тие работи не одат така на брзина. Значи, во ред, Фатих е добар човек, ама треба да се навикнеме еден на друг, да се сакаме, нели? Добро, мамо. Ќе се навикнеш кога ќе се венчаш. Нехер, ти не сакаше ние да се венчаме. Што е сега, черко? Зошто велиш да брзаме? Ти имаш некоја мака? Не ми кажуваш. Што е ова? Мамо, нели во Англија имаш еден универзитет со многу добра компјутерска програма? Аплицирав таму, мамо. Не ти кажав, бидејќи мислев нема да ме примат, ама ме примиле, мамо. Велат заврши го школото и дојди. Да, вистина, мамо. Ми пратиле имејл. Од секаде ми пуштиле порака. Нехер, ова е прекрасна вест, черко. Ти сега во Англија ли ќе студираш? Фала му на Бога. Ти благодарам, Господе. Не можам да те оставам сама овде, мамо. Поради тоа треба побрзо да се венчаш со ветеринарот Фатих. Да, мамо, не смем да те оставам сама. Не ја оставам мајка ми сама. Нема да дозволам сама да живееш, мамо. Убава черко моја. Имаш прекрасно срце. Фала му на Бога. Овие чевли можат да останат, дај ги на кого сакаш. И работите од којната дај ги на некој сиромашен. Во ред. Ете. Ке ја срушат куќата и ке ја зацврстат. Може би ке се всели некој друг, ке имаш нов сосед, ете ке имаш нов другар. Ке видиме. Ке видиме. Ова нема да го земам. Земи го ти ако сакаш. Не, јас нема да го земам. Во право си. Тогаш сите непотребни работи да ги фрлам во ѓубре. Да, вака е подобро. Во ред, штом овде завршивме, значи остана само работата во хотелот, вечер ке средиме. Значи, навистина си решена да одиш. Ја прифати таа работа. Мислам, дали знае мајка ти и останатите. Не сакав да прават церемонија од ова. Тивко и мирно ке си одам. Па мразам збогувања. И не сум тажна. Зошто да сум тажна? Добив одлична понуда за работа во одлична фирма. Токио. Мојот сон. Знаеш и ти. И немам причина да не ја прифатам, нели? Во хотелот ли ќе останеш ноќеска? Да не останам? Не реков за тоа. Значи, ако сакаш, може да вечераме за последен пат.
Проштална вечера, така? Проштална вечера. Може. Масата била ваша. Реков на многу убаво место е поставена. Работниците рекоа за газдите. Повелете заедно да јадеме, ве молам, не е нешто приватно. Не, душо, ме чека нашата група. И онака доаѓам неколку пати годишно. Многу пати ќе јадеме заедно. Добро ја знам болката од разделбата. Ја препознавам во секое лице. Разделбата не е нешто што лесно се надминува. Кога ќе отвориш очи, прво на него ќе ти текне. Не ќе можеш да заспиеш мислејќи на него. Ноќите ќе ти станат непријатели. Ќе се чувствуваш мала, но никаде нема да те собере. Ќе сакаш да пропаднеш во земја, ќе сакаш да исчезнеш. 1000 пати ќе ти текне на вашите среќни денови и ќе плачеш. Ама плачењето нема да ти помогне. Тешко ќе го разбереш тоа. Ќе сакаш да се лутиш на целиот свет, а најмногу ќе се лутиш на себе си. Ќе сакаш да се казниш самата. 1000 пати ќе се прашуваш каде сгрешив, ама нема да откриеш. Човек додека трага по тоа повеќе се оддалечува од одговорот. Многу е тешка разделбата, многу. Нема лек, ама има време. Болката ќе помине, трагите ќе останат во тебе. И после тоа, одеднаш ќе почнеш да го мразиш. Затоа што, ако продолжиш да го сакаш, ќе ти се чини дека нема да можеш да живееш.
Ако не го замразам, ако не можам да живеам. Професорке? Здраво. Да не ме чека мојата група во ред? Ајде вие вечерете заедно, добро? Се гледаме. Се гледаме. Да седнеме? Бато, зошто ја сите секогаш се наоѓаме во вакви глупави места? Гледај, онаму. Не го препозна? Како не го препознав? Ете хотелот на пораз и хазиран. Токму така. Бату, што бараме ние овде? Знаеш кој беа луѓето со кои ме виде утрово? Бату, загадки ли дојдовме да решаваме овде, жити Господ? Овој хотел има уште еден ортак. Наследникот е во Америка. Тие беа неговите адвокати. И ќе може да преминеш на главното? Идил. Купив хотел за нас. Што? Купив хотел за нас. За тебе и за мене. Веќе сме ортаци со хазиран и со појраз. Добро. А откаде ти е идејата дека сакам такво нешто? Зарем не сакаш? Да бидеш газда на свој имот. Да имаш хотели, да им покажеш колку страни има светот на луѓето кои не ставија под земја. Сакаш да ми кажеш дека не го сакаш тоа сега? Не, не сакам. Нема да сакам. Не сакам да се карам со луѓе, се изморив. Не сакам да бидам во лоши односи со луѓето, бидејќи јас... Те сакам. Овој пат не сакав да оставам на случајност. Кажав, еј. Буквално кажав. Малку брзо беше, ама добро испадна. Те сакам, Идил. Што зборувам јас, бе? Те сакам. Леле, гледај ме. Да, навистина што сакаш? Мислиш дека сум глупава? Ти да не си ненормален, а? Што зборуваш на вистина? Ова го велам. Да кажам пак. Сега што правиме? Ке ми кажеш ли нешто? Што да кажам? Дали ке кажеш нешто? Среќен пат. Ти благодарам.
Беше убаво што те запознав. И мене. Добро е што те запознав. Беше прекрасно лето. Многу. Изгледа беше. Чуе се добро таму. И ти овде. Биди многу среќна, Хазиран. Ке бидам. С Богом. Yandım, nasıl perişanım, aldandım. Kandım, güzel sözlere inandım. Sustum, yarım kaldı sevdam, tutuldum. Kalbim ağrıyor, dinmiyor ne çare. Yandım, nasıl perişanım, aldandım. Kandım, güzel sözlere inandım. Sustum, yarım kaldı sevdam, tutuldum. Kalbim ağrıyor, dinmiyor ne çare. Durak bilmeden geçiyor şu ömrüm. Sersefil senden arta kalan her günüm. Bin pişman yaralı büyüyor kaderim, hasretim. Senden arta kalan her günüm, bin pişman yaralı büyüyor kaderim, hasretim. Yandım, nasıl perişanım, aldandım. Kandım, güzel sözlere inandım. Sustum, yarım kaldı sevdam, tutuldum. Kalbim ağrıyor, dinmiyor ne çare. Yandım, nasıl perişanım, aldandım. Kandım, güzel sözlere inandım. Sustum, yarım kaldı sevdam, tutuldum. Kalbim ağrıyor, dinmiyor ne çare. Durak bilmeden geçiyor şu ömrüm. Sersefil senden arta kalan her günüm. Bin pişman yaralı büyüyor kaderim, hasretim. Sersefil senden arta kalan her günüm. Bin pişman yaralı büyüyor kaderim, hasretim. Durak bilmeden geçiyor şu ömrüm. Sersefil senden arta kalan her günüm. Bin pişman yaralı büyüyor kaderim, hasretim.
Добро утро. Добро утро. Добро утро, Керко. Дојди, седни да појадуваме заедно. Само тројца сме. Да. И јас сакав тоа да те прашам. Што му направи на Бату? Ништо не му направив на Бату. Што да му правам? Што знам? Утрово се спакувал на брзина и отишол во Истанбул. Видете, господине, изгледа сте на погрешно место. Здраво, господи Ајтен. Дојдов да разговараме во врска со вашиот син Појрас. До пристаништето, дадо. Да, одиме до пристаништето, ама може да почекаме 2 минути, чекам некого. Дадо, ако сакаш да се јавам да ти викнам некој друг колега, мене сега ми завршува смена. Добро, ќе одиме, ама чекаме еден другар, тој ќе дојде во ред, ве молам. Добро. Можеме да одиме. Ти не отиде? Пардон, се познаваме? Јас не ве познавам. Господине Појрас, вие веќе сте само туѓинец за мене. Што значи сега тоа? Вие ќе си играте со мене, ќе ми работите зад грб,
ке молите луѓе за да одам на другиот крај на светот? А јас да верувам во тоа. Така ли? И вие не сте ме познавале? Да, за еден миг планирав да одам, да оставам се зад себе. Потоа застанав и си реков себе си: зошто јас да одам? Поради што? Зошто јас да одам на другиот крај на светот за вие мирно да седите овде? Може да се вратиме во хотелот? Тука сум. Никаде не одам. Ама вие не ме познавате? И јас не ве познавам вас. Од сега ќе видите сосема друга Хазиран. Таа разумна, емотивна, заљубена Хазиран отиде. Веќе ги нема старата Хазиран и стариот Појрас. Ние со тебе од сега сме само двајца туѓинци. Ништо повеќе. Хазиран, што значи тугинци сме? Многу работи доживеавме заедно. Не прави така. Јас не се сеќавам на ништо доживеано, избришав се, заборавив. Од сега ние сме само ортаци, друго ништо не сме, Појрас. Хазиран, нели разговаравме за тоа? Јас тоа го направив само за да ти го остварам сонот. Сега јас ли сум лошиот? А дали ме праша мене, а? Ти значеше ли моето мислење? Не. Ти сам донесе одлука и ја заврши работата, лага ли е тоа? Сега јас сама ќе донесам одлуки. Тебе не те прашувам, не го ценам твоето мислење, не ме интересира што мислиш, Појрас. Сериозна ли си? Јас тебе те чекав. Чекав да кажеш не оди. Остани, ама ти ништо не направи. Хазиран, јас направив нешто. Тоа нешто го направив за твое добро и ти го знаеш тоа. Тоа е омилената реченица на срце кршачи, нели? Го направив за твое добро. Ама јас не сакам да го слушам тоа. Хазиран, ке дозволиш да ти раскажам? Не ми дозволуваш да зборувам. Затоа што нема потреба. Ке ме слушаш веќе? Појрас, нема што да се слуша. Каде одиш? Каде? Веќе, никогаш немој да ме допреш во ред. Хазиран, ама доста веќе. Не е доста. Ние сега почнуваме. Ние од сега сме само двајца туѓинци, така, Појрас. Добро, добро. Добро да бидеме туѓинци како сакаш ти. Во ред, да не зборуваме веќе. Хајде оди каде сакаш. Добро. Од сега, мене ке ме слушате во овој хотел и моите наредби ке ги извршувате, јасно вие? Од сега што и да ви нареди Хазиран, нема да ја слушате во ред. И да дојде да ви каже нешто, вие кажете ми веднаш. Мене ќе ме слушате. Бато, имаш мејл од Америка, види го ако сакаш. Одлично, бе. Уште ова ни фалеше. Одлично. Од кого е? Од ортакот во Америка. Го продал неговиот дел. На кого го продал? Не знам. Знаете дека Појрас е диамантско дете, вистина ви велам, вистински салонски господин, буквално миниатурен лорд. Ама, добро би било ако не го загрижуваат, ама ете го загрижуваат. Видете, господине, изгледа сте на погрешно место. Јас не се викам Ајтен и не познавам никаков Појрас. Сега сериозно ли вака ќе глумиме, кажете? Се викате Ајтен и Појрас многу добро го познавате, бидејќи тој е ваш роден син. Може да излезете надвор, господине? Ама велам, црното момче е во тешка ситуација. Му треба помош, тоа дете купи пропаднат хотел.
Јас станав ортак со него за да му помогна, мама. Ништо и љубовниот живот му е за никаде исто така. Видете, јас не познавам човек по име Појрас. Абе, Појрас умира, бе, умира на интензивна нега е. Господ на небе казни, еј, леле. Мајчинско срце не издржува, нели? Нема потреба да глумите сега, го познавате. Појрас, ете, тоа е ваш син. Не ме гледајте така, плашлива жена. Појрас е добар, не се грижете. Ништо не му е, како карпа е машала. Ама вие да дојдете на островот. Дојдете на островот. Разбирате? Видете, детево сакаше да се жени, ама не успеа, не му дозволија. Ова не е лага, ви кажувам. Вистина е, зарем не сакаш да дојдеш на островот да глумиш свекрва? Хазиран седев ли? Истражувајте малку. Ајде со здравје сега. Хазиран седев ли? Од денес почнуваме со нова ера овде. Ќе направиме темелни промени во хотелот. Од сега дневните извештаи ќе ми ги дадете само мене. Ако имате каков и да е проблем, кај кого ќе одите, кај мене ќе дојдете. Кујната во целост ќе ја менуваме, именито ќе го смениме. Дали е јасно? Ви направив список со задачи, дајте го еден на друг, ајде да видиме. Не сте задоволни од нас, тоа не го разбирам. Уф, остави, не дека не е задоволна од нас, не е задоволна од Појрас, нели ги разделија? Што? Лага ли ја? Нервозна си на него и нас се напаѓаш. Нехир душо. Во ред, замолчив. Господин Појрас, кога ќе побара нешто од вас, прво ќе дојдете кај мене, мене ќе ме прашате. Ако ви дозволам, ќе го правите тоа. Јасно ви е? Реков, дали ви е јасно? Јасно е. Јасно е, господица Хазиран. Бурак да ги носиме гајбите. Што се случува овде? Сите се наредени. Имаме состанок. Ние вака ли држиме состанок, Хазиран? Војска ли е ова? Ако имате некаква мака, господине Појрас, Имам една мака. Нема да се одржи состанок без моје знаење. Бурак, хајде да го носим ова. Синко, зошто чекаш одобрување од неа? Држи. да, пријатели, состанокот заврши. Со лесно. Ти дојди малку. Нели ти реков веќе да не ме допираш? Слушај, Хазиран. Кога сакаш нервирај се со мене, кажи што сакаш. Ама вака не смееш да се однесуваш пред работниците. Како прво тука има ред. Зошто работиш на своја глава? И јас сум тука ортак исто колку што си и ти. Така ли? Се што правам, го правам за доброто на хотелот. Исто како што ти ми правиш добро дело мене. Не смееш без да ме прашаш. А ти дали ме праша кога донесе одлука на место мене, а? Тоа е друго, ова е друго, за иста работа ли зборуваме? Не, се е исто. Хазиран. Слушај, Хазиран, не ме нервира и онака се ме е преку нос. Другиот ортак го продал неговиот дел, не знам ни кој ни е ортак. Како така? Како е можно такво нешто? Ете можно било, што знам. Ете жената од Америка го продала нејзиниот дел. Како ние немаме ли право на збор, нели е приморана нас да не праша? Значи не била. Не се. А која е? И тоа не го знаеме, нели? Кажав дека не знаеме, Хазиран. Не се види. Било што и да се случи меѓу нас, не сакам веќе да направиш нешто без моje знаење, толку. Немој веќе да ми наредуваш, ме слушаш? Ајде на работа, ајде на работа.
Потребно е чудо да се случи за овие пат да се смират. Или некоја катастрофа. Како? Нели велат во секоја несреќа има среќа? Камо да има некоја катастрофа и овие да се смират. Бога ми, таа фабрика е многу значајна за господин Појрас. Да не мораше, тој и воопшто немаше да ја продава. Ние сега се видовме со господин Фехми, пред вас им ветивме, ама... Еве, вие нудите многу подобра сума. Нормално, треба сега да се видам и со Појрас и морам да му кажам. Во ред, јас големувам понудата за уште 100.000 лири. Дали ви одговара? 100.000? Па одлична бројка. Морам да се видам со Појрас, ама 100.000 е одлична бројка. Одлична бројка, нели? Господинот Појрас ви дал полномоштво. Ако сакате, можеме сега веднаш да ја завршиме работата. Документите се онде. Подпис на секоја страница и парите се ваши. Ајде, синко, дај веќе. Ете толку. Ова долго го чекав. Ортак ти си наред, ајде. Ме натера да играм табла на сред улица, бе. Го губам угледот на градоначалник, бе, фатих. Ете меѓу народот си. Секој го сака тоа. Знам ја што сакаш ти. Сакаш тука да ме победиш пред луѓето. Ајде, играј, ајде. Уште не знаеш коцки да фрлаш, бе. Чаршаф ли да ставиме, а? Ви благодарам, господјо. Вие... Ајтен ли беше таа? Кој? Мајка му на Појрас. Ајде, бе. Ајтен? Не сум сигурен, ама... Како да сум сигурен? Дај Боже да не е таа. Дај Боже. Ако Ајтен на вистина е на островот, и ако се сретне со Појрас, веќе никој нема да може да го запре. Се мислам дали секоја вечер да се мачкам со масло од кантарион. Масто црно грозје 15 лири, кантариончи 30 лири. Ова е органски живот. Лодос ли е? Молам? Ова на вас. Лодос ли е? Значи, господјон, нели има креатор по име Лодос, светски познат. И ова е негово дело. Многу се возбудив. Do you speak Turkish? Изгледа туристка ми се погоди. Леле. Да, Лодос. Да, Лодос. Многу ви доликува. Навистина ми се допаѓа. И онака го обожавам тој креатор. Знаете дека наскоро ќе дојде на островот? Може во секој миг да дојде. Изгледа и вие сте дојдени за тоа. Јас немам врска, не знам. Како не знаете? Па цел свет се тресе. И ова на вас е едно од неговите ретки дела. Ажурирајте се малку, нели? Нели? Во ред. Продолжете. Многу ви доликува. Леле, татичко, зошто да ги откажам сите кредитни картички? Само 5.000 дарки ти побарав. Ама тато, дуќанот е многу убав, те молам. И цената не е многу висока. Навистина, да ми помогнеш малку. Татичко, овој дуќан е за бижутерија. Јас ке го земам, ке отворам своја фирма, се колнам. Не се расфрлувам со пари, татичко, и онака тука нема каде да се трошат пари. Не се враќам, тато, ќе останам уште некое време.
Ама не ја откажува кредитната картичка во ред, татичко. Тато бе! Може ли малку да ја спуштите цената? Како што ви кажав, госпогица Идил, деновиве сцени се продава. Дојде една фирма, купуваат се за превисока цена. Добро би било и вие да побрзате малку. Затоа што за 2-3 дена ќе го нема местово, јас да ви кажам. Да не оди ова за 2-3 дена. Се познаваме толку години. Малку ли поминував од оваа улица? Малку ли се поздравувавме? Ете, не ми дава пари, сама да сум заработувала. Во ред. Може да почекате 2 дена? Не можам, имам и други понуди. Јас и онака немам пари во джеп. Не ми се исполни желбата. Доди ми да пиеме по една ладна вода. Не. Добро, еден ден ве молам. Барем чекајте 24 часа. Во ред тогаш да се јавам на телефон. Добро, ви благодарам да сте ми жив. Ајде да видиме. Идил, велам немам, зошто ги лажеш луѓето? Бириджик, така наеднаш ли ќе се откажеш од твојата желба? Толку ли се лесни тие работи? А што да правам? Нему да си ми предложила да ми поземеш пари, не прифаќам такви работи. Само од татко ми прифаќам, ама ете и тој... Не се. Добро, тогаш сама заработи ги, ти можеш, јас тебе ти верувам. Може би ево право. Јас на вистина веќе треба сама да заработувам своји пари без да зависам од некого. 24 часа. Според тебе дали можам да заработам 5000 лири за 24 часа? Да, ете тоа, ти можеш. Ама како? Познавам еден. Само тој може да ми помогне околу парите. Здраво, хотелче, здраво, сладко моje хотелче. Немој. Не се грижи, од сега јас сум овде. Здраво, млади! Кажете како оди? Добре дојде. Што има ново, Лажго Бурак? Убава коса. Имам убава вест за вас, млади. Може сега да не зборуваш со нас? Затоа што ние од утро до вечер работиме, трчаме на сите страни, правиме секаква работа, знаеш како оди тоа. Другари, нели го сменивме местото на светлото во дворот? Појраз ви рече да го вратите на старо место? Кейзи, како си? Може со тебе да зборуваме? Имам една вест за тебе. Бату, не сега. Кого прашувам? Одговорете ми. Ја средивте ли работата? Што бараш ти овде? Имам една новост за вас. Бату, не сега, има многу работа. Ама зошто сега никој не сака да ме слуша? Зошто, кажете ми? Може ли? Во моментов ти си ни последната мака. Во ред, реков полека да ви кажам, ама тогаш треба да ви кажам директно. Делот од третиот ортак на овој хотел го купив јас. Од сега сме ортаци со среќа. Што? 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 Колку пати реков на Мелиса да стави табла овде и не ме слуша. Сега ќе си игравме. Чајот ви стигна и погачиците доаѓаат. Сега ќе го Може да донесам и добијам вашата сметка? кафе. Сметка веднаш сега. Бато Фатих, како си? Што е ова, бе? Еспресо, дабл шот. Да пробам нешто ново. Јако ли е? На здравје крв да ти се стори. Абе, каква крв, што зборуваш? Ете какво кафе честиш ти. Те оставив сам, Бато Фатих. Не зборувај така, Керко. Твоето место е овде. Јас ќе си најдам нов чирак. Дури најдов, Латив, нели ти бараше работа? Види го. Ке видиш ти во октомври. Добро утро, Бато Фатих. Поздрав, председателя. Поздрав. Добре да иде љубавна птица. Добро утро.
Што ти е тебе? Реков работата оди како што треба. Ја продавале кафаната. Како бе? Како ја продавале, на кого? Не те разбирам. Не знам, изгледа Бато Мехмет ја продал на некоја фирма. Дури се фали дека ја продал за добра сума. Работниците ги пратив на други места, да не останат без работа. Сега треба и локалот да се испразни. Од каде така наеднаш да ја продаде? Не е наеднаш. За жал долго време се случува тоа. Пред некое време и Бато Хасан рече дека ја продал нивата, ама не обрна внимание. Некои луѓе купуваат се што се продава. Навистина се. И што ке име сега? Некои продаваат, некои купуваат. Сега не можеме и тие што продаваат да ги обвинуваме, нивни избор е тоа. Добро, председателе, чудна работа. Невозможно е така наеднаш да има купувачи за цел остров. Точно. Апсолутно. Мислам дека има нешто друго во работала. Што е се? Дојде жената со бовчата. Дојде жената со бовчата. Има материјали. Што правиш ти? Има материјали. Што се случува? Ајде да видиме. Тргни ја водата. Борет, ја тргнав. Што е ова, бе? Проектил од материјали. Девојки, имам прекрасна вест за вас. Доаѓа непознатиот моден дизајнер на светот кој се прослави во последните години. Да, тој е гений, вистински гений. Човек кој не води во иднината. Јас сум таа, бе. Секако дека не си ти. Бидејќи тој е маж, а креаторот е маж, да. Добро, ќе ви ја кажам првата буква. Ло. Ама ова е слог. Ло. Ло. Уште една буква? Лудема. Рековме ло. Што уште да кажам? Лодос. Лодос, да. Па како не сте чуле? Кој е тој Лодос? Аман, нели има еден бренд со име Лодос. Вака, прави некои чудни работи. Божем, секој фустан имал своја приказна. Ете таков некаков бренд. А креаторот е таинствен, никој не го познава. Јас мислам дека човекот е многу грд и не може да се појави пред луѓе. Се сетив на тој, антипатичен. Ај, нели ма? Зошто човек да го крие лицето? Зошто чувствува таква потреба? Ама и те гледаш, тие продаваат. И јас така мислам. Ѓорке, мислевме дека е нешто друго. Леле, колку сте љубоморни вие двете. Жими Господ, си личите една на друга. Човекот создал бренд. Бренд, да, и тоа е мистерија, дали сум јасен? Според мене, ЗНП 100 пати подобро од него. Душа моја, според мене ти си 500 пати подобро од него. Девојки, човекот не само што доаѓа на островот, туку организира и надпревар, дали го знаете тоа, а? Целта му е оваа. Оваа сезона, меѓу неговите креации да вметне и креатор гостин. Капирате? Те разбираме, ама... Што ни е гајле за тоа? Така е, боже. А многу добро знаете колку е значајно тоа. И вие како мене го обожавате човекот, нели? Престанете да глумите. Кој сака да му ги кажам деталите за надпреварот, кој не сака? Ви кажувам. Синко, што значи ортаци сме? А ти од каде го познаваш ортакот од Америка? Јас не сум ортак со тебе, губи се одовде. А таа жена од Америка ќе ја тужам на суд. Не може такво нешто. Бога ми, кажувајте што сакате, ама веќе е многу доцна. Значи, ние се договоривме со Лиса Портер од Америка, другарка ми, и се подпишавме. Од сега сите тројцата сме ортаци. Аплауз. Огноме, да се гушнеме ли? Ние ти помогнавме кога беше во тешка ситуација, а ти ни работиш зад грб. Каков човек си ти? Што да правам, ете таков сум, не се менувам. Пред некој ден прашуваше за третиот ортак на хотелот. Сакаше да извлече збор од мене. Да, и тука се вртеше како ајкула. Срам да ти е русокосо дете, бе, и тебе срам да ти е моја втора добра другарка, значи човек не смее ништо привато да зборува со вас, тоа ми е јасно ми. Појраз, немој. Ти, мојот врат, многу си одговарата, многу се сближивте, знаеш, така, нели? Има ли шанси да лаже? Дали е можно тоа да се случи без ние да знаеме нешто, а? Ќе ве замолам само една секунда, секако ако можете да го трнете од мојот врат, да ви покажам. Добро. Повелете, деталите од договорот. Бога ми, не правам ништо нелегално јас.
Навистина, сакам да работам со чест, со углед, со пот, без лаги. Сакам да заработам, а вас ве сакам, затоа сакав да работам со вас. Што има лошо во тоа? Сакам да бидеме другари. Да видиме дали ние сакаме да ти бидеме другари. Ти дали знаеше за ова? Од каде да знам јас, Појрас? Не знам, тајно правиш некои работи без да ми кажеш, пак си направила нешто. Јас или ти, а кој од нас? Освен тоа, луда ли сум да бидам ортак Ама со ме Бату? навредуваш сега. Кој? Гарантира дека ти не го донесе, а? Да, Јас. ти. Значи ти правиш мистериозни работи. Ти си тој што се однесува како ништо да не се случило? Другари, јас мислам дека сите другарски можеме заедно да работиме. Ти затвори ја устата. Во ред, јас ќе ја затворам, ама тоа нема да ја смени вистината. Повторувам, видете, ние тројца сме веќе ортаци. Дури јас мислив некои промени, може веднаш утре да направиме еден состанок. Гледи бе, абе ќе те убијам. Ќе те убијам, овој пат нема да се спасиш. Видете, мене мозокот ми работи без среќата ви се насмевна, зошто не разбирате? Вие оставете ме да го убијам. Смирете се, имаме многу сериозен проблем. Што може да биде посериозен проблем од Бату? Човекот станал наш ортак. Ја купиле кафеаната на Алпер. Не само неа. Ги купиле сите околу неа. Што? Како е можно тоа? За жал. Нивата на Батоали, маслиновата градина до неа, чифликот на Зехра. 2 недели Тивко и Мирно купувале се. Бато, некој или некој, не знам, ама ги купува сите плацеви. Нешто големо. Што зборуваш, бе, синко? Вистина ли е тоа? Дури и твојата фабрика ја купиле. Како така? Кои се тие луѓе? Некој си Тојгун. Работел со туризам. Купувал се во име на неговите клиенти. Слушнав дека ќе го купел и овој хотел. Така планирал, не знам. Не ми е јасно како. Како тоа? Мојот хотел? Кој ќе го купи мојот хотел? Бе, јас само што го купив хотелот, сите пари ги вложив во него. Ама кој може да го купи хотелот? Ќути! Јас го познавам. Господин Тојгун. Мојот поранешен газда. Не си достапен? Каде и да си, јави ми се. Ненормален. Те сакам. Леле, гледај ме. Што зборуваш на вистина? Мислиш дека сум глупава? Ти да не си глупен или нормален? Што зборуваш? Ова го кажав. Да кажам пак? На кого мислиш и се смееш така? Ти нели отиде на работа, тато? Точно. Тргнав на работа, ама татко ти сенилниот заборавил некои документи дома, па дојдов. Одавна не сме разговарале, може малку да зборуваме. На што да разговараме, не те разбирам. Што има ново? Што има ново? Нели е малку чудно ова? Не те разбирам. Многу ли сте блиски со дете во Бату?
Зошто да бидеме блиски, освен тоа, зошто јас со тебе за него зборувам? А со кој друг ќе зборуваш, душо? Сигурно нема со Зејнеп. Со никого, освен тоа, што има да кажам, каква врска има? Сакам да те прашам нешто. Дали мислиш дека детево малку подолго остана оде во куќава? Тато, нели го викна кај нас? Јас ли го сакав тоа? Точно, ти дури се противеше на тоа. Да. Ми се налути, рече што бара детиште во овде. Да. Ама сега, како да се навикна на него, ти? А што да правам, тато, мора да се навикнам. Не се, Керко, нема да одолго влекувам. Ве виделе заедно со Бату и веднаш ми кажа. Веднаш бев известен. Идил, тоа дете е малку чудно. Јас не сакам да бидеш во негова близина. Тогаш изфрли го дома, тато. Боже, Боже, ем го донесе, ем велиш не се дружи со него, што да правам? Добро, во право си. Ке го изфрлам, само го... Не знам, го жалев детето. Кога слушнав за татко му, ете, што знам. Што знам сега осамено. Дете без роднини. И не сакам да го изфрлам на улица. Ке најдам некое решение. И онака замена за Истанбул нема да се врати. Се вратил. Од каде знаеш? Јас сум градоначалник на островов. Изгледа заборави. И птица да прелета веднаш ми кажуваат мене. Ме разбрали, Идил? Разбрав. Браво. Биди мирна, душо. Немој да се мешаш во неволји. Има скандал, дојди во хотелот. Што е, девојки? Почнавте да се надпреварувате кој од вас ќе влезе во креацијата на Лодос? Не, душо, каква врска има. Аз додевно не е, затоа не е вака. Ако јас и онака имам креација, само сакам да ти помогнам. Мене не ми треба помош. Го избрав материјалот, ја направив креацијата, ќе ја завршам до утре. Ама вие немате ниту идеја, ниту дело. Само ги гледате материјалите како улави. Ние. Ние немаме идеи. Значи, ние немаме идеи. Многу ме насмеа. Многу е убав овој материјал. Да видам. Бога ми квалитетен е, види стреч. И бојата е прекрасна. Да. Само, девојки, еден фустан може да излезе од него. Така ли? Знаеш дека овој материјал токму одговара на мојата креација? Ама чекај малку да видам јас. Ќе го пуштиш? Селма, ќе го пуштиш ти. Се не постави го веќе. Ти треба да го оставиш. Остави го. Материјалот се подели на два дела. Не издржа. Со успех. Нели тој човек те натера да ги украдеш билансите? За жал. Садик? Селин? Колку пари ми останаа сега, бе? Чекај криптото да ги видам, кој знае колку останали. Само на овој остров може да се изгубат многу поважни работи од твоите пари. Дрвијата ќе ги сечат. Ќе изградат бетонски згради на земјоделски површини. Дали си свесен дека убавиот и зелениот остров ќе го претворат во бетонски остров? Ме разбираш ли? Бетонот не го сакам. Не се грижи, брате, нема да дозволиме воопшто. Абе, колку убаво овде сме се собрале сите заедно. Каму и Бириджик да беше тука. Разгледај го договорот. Како се викал тој? Не можам да го добијам господин Тојгун. Тојгун. И ти ли на него му ја продаде нивата? Во ред, дали ти кажа нешто друго? Дошол на островот? А каков проект е тоа? Во ред, Садик, во ред. Не е проблем, пак ќе зборуваме. Во ред, благодарам, Селин. Не, нема друго ништо, ќе се видиме. Човекот тука ли бил, на островов ли е?
Добро тогаш, ајде да одиме сите и да му го смениме личниот опис на човекот сега, не Ти знам дај смири се малку. Не можам да се смираме, Господ така ме создал. Што да правам, крвта ми врие. Што се случува, бато? Што правиме сега? Знам јас што ќе правам. Каде појрас? Додам да видам каква мака има човекот. А со тебе после ќе зборуваме за се. Немој да сонуваш дека си наш ортак. Ортачиња мои бе, душички мои бе. Многу ве сакам, многу ве сакам.